овие планови. Затоа велам, ова се многу сериозни времиња. И затоа треба да останеме мирни, сталошени, трпеливи, но многу одвучни на 11 декември. Многу масовно излегување и многу одвучни како никогаш досега во историјата на Македонија. Ова се сериозни времиња, историски времиња, но всушност изборот е многу едноставен. Од една страна е Заев, со кланот и со криминално разузнавачките структури со него. Вие знаете кои се сите тие. И од другата страна е Македонија. Вие знаете дека треба да ја одберите Македонија, а не Заев и криминално разузнавачките структури. И јас знам дека вие тоа ќе го направите. И тоа масовно, секој од вас, секој од граѓаните на Македонија. А со тоа кои се сите тие, и од другата страна е Македонија. Вие знаете дека треба да ја одберите Македонија, а не Заев и криминално разузнавачките структури. И јас знам дека вие тоа ќе го направите. И тоа масовно, секој од вас, секој од граѓаните на Македонија. А со тоа кои се сите тие, и од другата страна е Македонија. Вие знаете дека треба да ја одберите Македонија, а не Заев и криминално разузнавачките структури. И јас знам дека вие тоа ќе го направите. И тоа масовно, секој од вас, секој од граѓаните на Македонија. А со тоа години, тие се символ на нестабилност, символ на деструкција и символ на неработење, символ на лажни ветувања, символ на нешто што е подготвено да се здружи со било кого и да даде било што е национален и државен интерес само за да си оствари личната цел. Кога велам и символ на лаги, подсетувам и на неколку работи што ги кажаат еновиве. Излегуваат со тоа дека ќе враќале по 15% од ДДВ-то на граѓаните. Драги пријатели, да беше нов Заев во политиката, па може би некој ќе му поверуваш. Ама човекот е 11,5 години на чело на општина Струмица. Прашајте ги струмичани, им вратил ли нешто од парите што ги уплаќаат во буџетот на Струмица? Банка не им вратил. Не е он по враќањето и подавањето. Поземањето е. Дали им вратил од нивните уплати по разни видови на даноци што ги дава, што ги плаќаат во општината? Да го направеше тоа, па макар и 6 месеци пред избори, може би некој ќе се залажеше. И не мора 15%, 5% да им вратеш. Ни 5, ни 3, ни 2, ни 1. 0. Така ќе биде и тогаш, кога тој би ја добил власта, нема да ја добие, но кога би ја добил. И тоа народот го знае, но добро е да се подсетиме. Или пак зборува за тоа дека ќе донел многу фабрики и дека ќе го спречил иселувањето од Македонија. Која фабрика Заев ја донесе во Струмица во 11,5 години владење во таа општина? Па тој не е опозиционер што не дошол во власта и не добил шанса. Тој 11,5 години на чело на една голема општина во Македонија. Општина која има и рурален дел, и градски дел, и урбан дел и така натаму. Општина која има своји проблеми, своји потреби, огромен број невработени. Општина во која ние сме тие кои што носевме инвеститори, како што го донесовме Johnson Controls, кој во моментот гради фабрика во која ќе има директни 1500 вработувања, пус многу индиректни. Каде се неговите фабрики? Што тој ќе ги донесе да се вработат луѓето? Не зборам за неговите приватни, зборам за компании нови што ќе ги донесе инвеститори, кои што ќе отвораат нови работни места. Нема такви. Кажа една индустријска зона дека ќе прави, неа стои ледина во Струмица, крави и овци пасат по неа, ни фабрика, ни бутор. Сега, во Струмица, ако не може да донесе една фабрика, како ќе може во Македонија да донесе?
Струмичани ако не може да ги вработи, како ќе ги вработи во цела Македонија луѓето? Драги пријатели, несериозна работа. Крајно несериозна работа. Истото и со оноа со просечна плата ќе била 500 евра и така натаму. Кој политичар на светот ветува колку ќе бие просечна плата? Па тоа не оди со ветување. Тоа не оди со утврдување со закон. Тоа оди преку носење на инвеститори кои ќе отвараат нови работни места, ќе намалат невработеноста. Колку повеќе се намалува невработеноста, толку повеќе ќе растат платите, бидејќи на новите работодавачи ќе им требаат повеќе работници, ќе гледат да превземат работник од друга фабрика, да го земат кај нив, а ќе го земат ако му понудат поголема плата. И така постепено ќе растат платите. Тоа е еден нормален природен закон на економијата. Просечна плата не може да биде со закон. И тој веројатно тоа го знае. Меѓутоа мисли дека вие не го знаете. И затоа тоа ви го говори. И мисли дека народот нема да провери колку е платата во неговите фабрики, на неговата фамилија. Неговите фабрики за кои што вика дека биле во вредност 6-7 милиони евра, како да е 1 милион онака неважна работа. Дали 6, дали 7, како за денари да збориме 6-7 денари. Драги пријатели, во неговите фабрики најголем дел од вработените работат на гол минималец. Тоа е Зоран Заев. Таму каде што треба да се покаже е на минималец, најминималец што може да биде. Таму кај што треба да изважи и да вети на луѓето дека ќе им обезбеди ова или она, од ракав тресење колку сакате. Ако ви му кажете малку е 500, дај 700 и ќе те гласаме, ќе дојде со 800 ќе понуди. Па не знам, 500 евра мажот, 500 евра жената, пак имало за годишен одбор. Што не им даеш без Зоран во твоите фабрики, на мажот и жената по 500, па 1000, па и они да отидат на одмор. Нема такво нешто. Со таков човек си имаме работа. Ова колку за подсетување, иако знам дека го знаете. Драги пријатели, почитувани присутни, и Заев и Радмила неколку пати губат и никако да ја сватат пораката на граѓаните. Радмила го преживеа најголемиот пораз во историјата на политиката во Република Македонија во 2008-та, кога ја предводеше кампањата. Поголем пораз некој не доживеал до сега, откако постои независна Македонија. И мува не алази, тера како да победила на изборите. Шета, насмеана, разклештена, ветува, прави, вака било, така било. Тоа е она подценување на народот. И доказ дека тие луѓе не може да ја сватат лекцијата од народот. Луѓето и кажа што мислат за неа, и таа продолжи насмеана да се шета и да им раскажу исти приказни што им ги раскажуваше потоа. Заев исто така, човекот запнал премиер да биде, се фали на албанските политичари дека го спремале од горе, како што вика тој, големите го спремале од горе, да го направат премиер. А народот, што правиме со народот? Во РТВ тие од горе може го спремаат. Може и лаже, ќе видиме. Ама што со народот? Народот гласа. Каде е народот тука? Тие од горе народот не може да го спремаат. Затоа што народот е народ. 2 милиона луѓе се. Може да најдат еден како него, двајца, тројца. Ама не може 2 милиони луѓе да го направат како Заев да бидат. Тоа е, драги мои. Тоа е тоа подценување на сопствениот народ, на сопствената држава. Затоа овој пат ќе претрпат еден историски пораз. Затоа што нов историски пораз. Значи, ако има еден историски пораз 2008, сега нов, уште појак историски пораз. Затоа што оваа одлука не е само против нив. Оваа одлука што ќе биде на 11 декември е и против оние кои он ги нарекува големите од горе, или не знам како ги нарекува, кога си паќа пораки по СМС со албанските политичари. Знам дека многумина од вас се каја после неуспехот на референдумот за територијалната распредела. Зборам за оние кои што не излегува да гласаат. Од разни причини. Има притисоци, уцени. Беше кажано дека тој што ќе излезе се знае за што ќе гласа, бидејќи власта бойкотираше и така натаму. И знам дека многу од луѓето, кога видоа што се случи потоа, многу се каја. Сватија што значи тоа за државата. Овој пат сите ќе излезат и нема да остават простор.
Нема да остават простор некој да помисли дека може да се игра со државата. И знаете што? Овој пат не е дека едните бойкотираат, па кога ќе излезете дека се знае за кого ќе гласате. Овој пат сте сами, зад пултот, зад гласачкото место, со пенкалото во рака, гласате за тој за кој сметате дека е најдобар за вас, за вашето семејство и за Македонија. И не може никој ни да ве уцени, ни да ве заплаши, ни да ве спречи. Сакам да се обратам до оние кои размислуваат да гласаат за некои од оние помали партии кои што од специјални причини се одлучија да одат сами, се одлучија да се групираат по 2-3 партии во еден блок, иако знаат дека нема да добијат ниту еден пратеник, дека нема да успеат, но имаат други цели, имаат друга задача. Сите знаете дека тие коалиции на помали партии се создадени наменски. За овие избори специјално се создадени наменски. Затоа што некој мисли дека ќе ги прелаже граѓаните да се гласа за нив, наместо да се гласа за нас. Тие се дел од истата приказна. Имаат улога на спотери. Знаат дека нема да добијат ниту еден пратеник, туку важно е да одземат од нас макар 100, 200, 300 или еве 1000 гласови. Тоа е нивната улога. Тие се наменски со задача. И затоа деновиве гледаме типови како оној Павле, кој 10 години беше на власт, беше во владата, беше во владеачкото мнозинство, што говори дека, што го слушаме како говори дека ова било режим и слични глупости. Па Павле 10 години беше во тој режим што го нарекува сега режим. Што не излезе пред 6 години, ако било режим. Што не излезе пред 8 години. Нели, ако било режим, ќе се видеше за 6 месеци, за година, за 2, и ќе речеше, добро, ова е режим, треба да излезам. Него си седеше 10 години во власта, сега кога некој го викна и му кажа дека има нова задача, нова улога, ја сврти плочата, сега ова не е добра влада, ова е режим, јас ќе одам башка, надвор ќе одам. Прочитана работа, луѓе, како да ви кажам. И не верувам дека некој ќе се изважи да тргне по тие ситни манипулатори, кои што кога ќе ги викне некој амбасадор на разговор, се толку срекни што една недела нема мијат раката што се поздравиле со амбасадорот. Тоа е Павле Трајанов и таа банда со него што се собрани таму. Неговата улога и улогата на другите мали партии е само да направат да се занимаваме со самите нас и тие одработуваат можеби не толку за Зоран Заев, него некои го викаат сега во последно време и Зоки Зеколи, туку повеќе за сценаристите кои гледаат на нашиот народ како на бројка. Сите вие знаете дека гласот даден за малите, овие мали партии што одат сами сега, специјално со намена, они добро знаат што ги чека, е глас практично во празно и е дел од стратегијата да се одлече вашето внимание од висинскиот избор помеѓу нас, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, и СДСМ и нивната коалиција, односно помеѓу мене како кандидат за председател на владата и Зоран Заев како кандидат. Ги повикувам сите оние кои размислуваат да гласаат за помалите партии, без разлика колку сте на број, да се обединиме, затоа што знам дека во вашето срце е Македонија и дека во вашето срце е и ВМРО. Едно е ВМРО. И ВМРО не се плаши од поединци и раководства. И ВМРО не може да се сведе само на одредени личности. ВМРО е многу повеќе од тоа. Да им покажеме што значи љубов кон Македонија, што значи љубов кон својата татковина, како треба човек да се бори за својата земја, да се надмине, да ги надмине некои своји лутини или незадоволства и во клучен момент за државата, да застане за оној кој што недвосмислено се бори за својата татковина и за својата држава. А што се однесува до помалите партии кои решија сами да одат, на сите им е јасно дека после нивниот пораз на овие избори и неосвојување на ниту еден пратеник во собранието, како што покажуваат и сите анкети и анализи,
Малите партии кои одат сами и кои некој ги користи како инструмент, ќе заминат во историјата. Сите ние сме едно и сега не е време за лични суети. Не е време за суетни одвуки. Сега се работи за Македонија. А ВМРО секогаш кога се работи за Македонија, историски се обединувало и било едно и се борело за својата татковина. Драги пријатели, сакам да се обратам и на неопределените. Знаеме дека треба да се работи многу и дека многу грешки треба да се исправат. Оваа криза и нас не промени и не направи и посилни, но и посвесни за многу работи. Сакам да ве замолам пред да заокружите на овие избори, да си поставите, вие кои се уште сте неопределени, да си поставите неколку прашања. Например, кој држи повеќе до дадениот збор во Македонија од политичарите? Ние или СДСМ? Јас или Зоран Заев? Сигурно вас ви интересира што ќе се прави во наредните 4 години, што ќе се гради, кои мерки ќе се воведуваат, какви поволности нови ќе има, следите и таму. Прашајте се само кој, гледано низ историјата во овие 25 години независност, кој повеќе држи до дадениот збор? Имаме сите ние наша лична и партиска историја. Дали повеќе држи СДСМ или ВМРО? Дали повеќе држам јас до својот даден збор или Зоран Заев? Кој работи повеќе? Прашајте се и тоа. Ние или СДСМ? Кој подобро може да се справи со економските предизвици, со отварањето на нови работни места, зголемувањето на стандардот на населението, зголемувањето на пензиите на пензионерите, зголемувањето на социјалната помош, платите во јавниот сектор? Кој може подобро со тоа да се справи? Ние во ВМРО и коалицијата за подобра Македонија или СДСМ? Јас како кандидат за премиер или Заев како кандидат за премиер? Кој има реална и одржлива програма, а кој дава лажни ветувања? Ние или СДСМ? Јас или Заев? Кој подобро ќе ги штити интересите на државата, особено во критични моменти? Ние или СДСМ? Јас или Заев? Споредете не во вашите мисли. Навратете се во историјата пред половина година, 2, 3, 5 и повеќе. Споредете не, вие знаете што е подобро и за вас и за Македонија. Послушајте си го чувството во себе. Ја гледате јасно оваа измама која ја скроја на државата. Ова сценарио во кое не втурнаа. Се е јасно. И изборот е јасен. Вие ја сакате Македонија. Ние го знаеме тоа и знаеме дека ќе го направите вистинскиот избор. Гледам дека Заев кажува низ митинзите како пенкалото на животот на 11 декември ќе било во рацете на народот. А тој не знае дека тоа пенкало му припаѓа на народот. Сите изминати години и дека не само што е во собственост на народот, туку и дека тоа пишува и заокружува досега поред 9 изборни порази на СДСМ и нивната коалиција. И дека сега на 11 следува најголемиот 10 поред громогласен одговор на народот кој ќе ја казни СДСМ за сета деструкција, за сета конфликтност, за сите пропуштени шанси, за целата мачина која ја предизвика, за целото поигрување со иднината на граѓаните и со државата. И додека човекот си мисли дека на народот ќе му дадел живот, не приметува дека оддалеку се гледа дека како да живее во стаклено звоно. Тотално разделено од реалноста говори за некакви си борби, револуции, па се храбри дека водел двоцифрено, дека тој бил животот и дека бил избран да води. Па дури едно време ни раскажуваше дека Господ Бог го црпнал од нивата за да ја спасил Македонија. А јас верувам дека ниту Господ го црпнал, ниту тој ќе ја спасила Македонија. Зоран Заев е само еден обичен измамник и тоа е се. Повремено сака да се прикаже нешто друго. И така тој продолжува да си оди со своите нереални мисли, уште фали да ни каже дека има надприродна моќ и може да направи кавадац или неготино да излезе на море или сонцето да свети 24 часа. И тоа нема да се изненадиме ако го слушнеме од него. Вака некако од прилика,
во времето кога не припишувале од нашата, си смислувале проекти и ги вметнувале во нивниот памфлет кој го викаат програма или кој го нарекуваат план за живот, како да не прошетале никогаш надвор од нивното партиско седиште. Нели, не за джабе ги нарекуваат Салонска партија. Па ветиле во нивниот памфлет дека ќе го направат, замислете, автопатот Демиркапија Смоквица. А автопатот, еве го рече, си е готов. За 20 на 30 дена ќе биде комплетно завршен и ќе остане само меѓу јанари и мај да се стави сигнализацијата. Значи, они сега доправа ќе го градат автопатот Демиркапија Смоквица. Затоа велам како да живеат во стаклено звоно. Не знаат дека тој е веќе скоро готов. Не излегле од удобните фотели, да го видат и фактот дека автопатот од Скопје кон Штип е во двабока фаза на градба, дека во втората половина на следната година ќе се заврши и ќе се пушти во употреба. Исто како и дека автопатот помеѓу Кишево и Охрид е во двабока фаза, дека е повеќе од половина готов и дека до почетокот на 18-та ќе биде завршен. Најголемата реформа и внимание кој го посветуваат во така наречениот план за живот, кој нели ќе го дале на Македонија, е полингвалните или повеќе јазични практики. Цитирам, полингвалните или повеќе јазични практики, кои, како што би рекол Заев во духот на она што го кажа за двојазичноста, и создавање на политипни општини. Напишале во програмата, цитирам, создавање на политипни општини со висока независност пренесена од државата, што во суштина одговара со неговата идеја за кантонизација, по примерот на Швейцарија. Луѓето сето ова си го напишале во нивниот памфлет и без око да им трепне, ни кажуваат дека имале план за живот. Совршено јасно дека нивната борба за власт е борба за да продолжи Заев да го прави со Македонија она што сега го прави со Струмица. Лаги, интриги, афери, промашени и лажни ветувања, уцени. За да Вице Заев може да продолжи да дели евро ваму, евро таму. Шекеринска да може да ги зголеми приходите од скапите кирии. Причините се лукративни и себични. Нивниот план е план на кланот Заеви и нивното друштво за Македонија, која назадува и тоне во криза, заедно со нив. Народот не ги одобрува, а не ги поддржува затоа што на секој граѓани му е јасно дека ако гласа за Зоран Заев, гласаш истовремено и за брат му Вице, со кого делат криминални тендери и провизии. Гласа за двојазичност, за кантонизација, за федерализација. И гласа за тоа Заев што го прави во Струмица да го прави на цела Македонија. Да си ги деле тендерите на неговите роднини, стрини, тетки, пратучеди, браќа и така натаму. Гласањето за него на овие избори ќе значи гласање и за тоа. Ако гласа за СДСМ, истовремено гласаш и за насилство, безредие, деструкција и продолжување на кризата. Гласаш за виткање на кичмата на државата. Гласаш за редефинирање на Македонија на полошо. Од друга страна, она што ние го нудиме е реална програма и наш проверен концепт за изградба, проверки и решавање на проблемите, правење на проверки на секој проблем и решавање на секој проблем што може да се реши. За да биде подобро, за љубов и верба кон татковината и кон народот, за решенија за реалните проблеми на твоето семејство, за силна економија и за нови работни места, за цврсто даден збор што значи држење до она што си го ветил, за цврсто даден збор што знаеш дека вреди, прецизни, планирани проекти, направени со многу работа, со многу труд, со конкретни рокови за реализација, со носители, со буџети, со се што е потребно. Онака како што досега делувавме, на истиот начин и понатаму во смисла на подготовка и исполнување на програмата која ветуваме. И не случајно, драги пријатели, во минатите години обезбедивме 1
и 55 милиони евра. 1 милиарда евра и 55 милиони евра за македонските земјоделци во овие 10 години. Се чувствува тоа и во Кавадарци, и во Неготино, и во целата Тиквешија. Обезбедивме субвенции повисоки од било кога за лозарите, за овоштарите, за тутунопроизводителите, за производителите на млеко, месо, за градинарските култури, за производителите на ориз, за пчеларите, за сите останати. Ги легализиравме лозовите насади. Дадовме под закуп околу 62.000 хектари државно земјоделско земјиште на македонските земјоделци. Го намаливме ДДВ-то од 18 на 5% на сточната храна, на суровото масло за производство на храна и на живиот добиток. Овозможивме набавка на земјоделска механизација по принцип 50-50, каде што 50% плаќаше државата. И на тој начин се набавија 2000 трактори и 7700 други парчиња земјоделска механизација. Ја намаливме стапката на невработеност од над 38 на 24%. И отворивме над 160.000 нови работни места. А само во овие 2,5 години, откако почна малтретажата на СДСМ и обидите за уривање на државата, отворивме 39.000 нови работни места за само 2,5 години во едни тешки, исклучително тешки услови. Странските директни инвестиции растеа. Достигнаа износ од 2,6 милиарди евра. Капиталните инвестиции во 2015 се на рекордно ниво од околу 32% од бруто домашниот производ. Сите други макроекономски параметри се стабилни и во нагорна линија во позитивна смисла. Го зголемивме буџетот за образование за над 72% од тоа што беше кога дојдовме во владата. Овозможивме бесплатно образование во средно училиште. Обезбедивме бесплатни учебници, бесплатен превоз за студентите. Доградивме или изградивме комплетно нови 74 нови и комплетно ги реконструиравме 400 основни и средни училишта во Македонија. Преведовме и испечативме 1000 стручни и научни книги за македонските студенти и професори. Опремивме 80 лаборатории во вредност од над 1.600 милиони денари. Обезбедивме здравствено осигурување за сите граѓани на Македонија. Извршивме намалување на цените на лековите на над 4700 лекови. Пред тоа викаа не можело да се намалуваат цените на лековите. Покажавме дека може и тоа, 10 пати ги намаливме цените на лековите на над 4700 лекови. Парите да останат во џебовите на граѓаните, а не во џебовите на фармацевските олигарси блиски до СДСМ. Заштедивме 33 милиони евра годишно, пари што ги дава луѓето за лекови на олигарсите од блиски до СДСМ кои продаваат лекови на големо. 33 милиони евра секоја година. Наместо како порано додат во џебовите на фармацевските куки, остануваат во џебовите на граѓаните. Се зголеми минималната, прво воведовме минимална плата, па ја зголемивме минималната плата. Ги зголемивме социјалните помошти за околу 70%. Пензиите, оние просечната пензија за 70%, минималната пензија за 90%. Направивме многу други работи. Но, драги пријатели, ние планираме во новата програма многу крупни проекти. Многу крупни проекти, меѓу кои што и изградба на 3 нови автопати. Меѓу Гостева и Кичево, меѓу Скопје и Блаце и меѓу Требениште и Струга. Се подразбира дека сегашните 3 ги завршиме, тоа не треба да го потенцирам. Во новата програма планираме изградба на 6 нови експресни патишта со 4 ленти. Планираме реконструкција на 60 регионални патишта во вкупна вредност од над 140 милиони евра. Дополнително, за изградба и реконструкција на локална патна мрежа предвидуваме 30 милиони евра. Со новата програма и со мерките економски во неа се очекува да се отворат нови 70.000 работни места во Македонија. Нови 70.000 работни места во Македонија за оние кои се невработени. Со новата програма се планира невработеноста за 4 години да падне некаде меѓу 17 и 18%. Се планираат и проекти
кои што ќе допринесат за сето ова. Еден од нив е проектот Рурални развојни зони, кој предвидува безмалку цела Македонија да стане слободна економска зона. И сите села во Македонија, сите села, над 1600, речи си сите села, над 1650 села во Македонија, да ги користат привилегиите кои што ги има во технолошко-индустријските развојни зони. Овдека во општина Кавадарци, било кој инвеститор, кој во наредните 5 години ќе одлучи да инвестира во било кое село во општина Кавадарци, дури во оние најблиските што са на неколку километри надвор од општината, надвор од градот, извинувам. Дури тие ќе ги добијат истите, дури подобри привилегии отколку компаниите кои што инвестираат во технолошко-индустријски развојните зони. Тоа е една новина, тоа е нешто што ќе не однесе едно скалило повеќе во нашите напори да привлечиме нови инвестиции кои ќе отвораат нови работни места. Па така, ако некој инвестира, не знам, во Ваташа или во некое друго, или во Бегниште, или во било кое населено место овдека во Кавадарци, ќе има можност во првите 10 години 100% да е ослободен од плаќање на данок на добивка. 100% да е ослободен од плаќање на персонален данок на доход. 50% да е ослободен од плаќање на придонеси за пензијско и здравство. Цели 10 години. Ова со придонесите го нема во слободните зони, тука го има. Да добие и државна помош за секое отворено ново работно место од 2000 евра и 4000 евра ако вработи стечаец. Да му биде обезбедени комунали, ако ги нема да се изградат, да добие и други привилегии со цел да се помогне на руралните места во Македонија, но на тој начин ќе се помогне и на градовите. Бидејќи руралните места се мали, немаат толку луѓе за работа, ќе мора да се носат луѓе од градовите, така што оваа мерка подеднакво ќе биде корисна и за луѓето кои живеат и во урбаните средини градовите и во руралните средини во селата. Имаме и друга мерка што ќе допринесе за овие 70.000 нови работни места. Таа е мерка за оние компании што ги исполништија во време на транзицијата. Оние што отидоа во стечај, оние што беа испокрадени, кои што се сега пропаднати, руинирани и на забод на времето. А работниците седат дома без работа и тагуваат за оние времења во кои што работеа во напредни фабрики. За тие фабрики, за тие кои што беа пропаднати во транзицијата, се предвидува проект со кој што на секој еден кој ќе се одлучи да ги купи, да ги рестартира, да ги обнови, да внесе нова опрема, нови машини, да ги реконструира, да вработи повторно луѓе, ќе добие прво за секој нов работен во таква фабрика 2000 евра директен грант од државата по вработен. Ако вработи 10, 20.000 евра, ако вработи 100, 200.000 евра и така натаму. 2000 евра за секој вработен, директна помош од страна на државата. Ако вработи стечаец, наместо 2000, 4000 денари, за да им помогнеме на тие луѓе, затоа што го заслужуваат тоа. Покрај ова, во првите неколку години нема да плаќа ниту данок на добивка, ниту персонален данок на доход, а ќе има одредени привилегии и за придонесите. Ќе му се овозможи исто така грант од државата за неговата инвестиција што ќе направи во опрема и во реконструирање на фабриката, до 10% од инвестицијата и до 500.000 евра, не повеќе од 500.000 евра. Директна финансиска помош од државата, да се помогне, да се обноват, да се реконструираат, да се вратат во живот овие компании, да се вратат вработените на работа, да се вработат и нови луѓе кои немаат работа. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа е оваа коалиција за подобра Македонија. Додека они измислуваат интриги, како што пред малку кажуваше Стефче Јакимовски, ние смислуваме начини како да му помогнеме на народот, како да им помогнеме на земјоделците, како да им помогнеме на невработените, како да им помогнеме на оние со ниски плати, како да помогнеме државата да оди напред. Тоа е разликата и нека не се чудат зошто на 11 декември ќе изгубат катастрофално. Да, и пријатели, имаме и друг проект наречен, проект кој се однесува на привлекување на истражувачки центри во Македонија. Имаме многу инженери,
металурзи, земјоделски инженери, електроинженери, хемијски инженери, други инженери, да не ги набројувам сите, кои или немаат работа, или бараат некоја подобра работа. За нив ќе овозможиме проект да некој, ако отвори, некој од дома, од Македонија или од странство, ако отвори истражувачки центар, да може тоа да го направи во технолошко-индустријските развојни зони, со привилегиите што ги има таму, но да може да ги направи и надвор од технолошките индустријски развојни зони со истите привилегии што ги има во зоните, за да се овозможи и на тие луѓе да има поголема конкуренција во понудата на работа за нив, да добијат работа или да добијат повисока плата ако веќе имаат работа. Предвидени се и многу други проекти. Предвидено е да инвестираме во современ електронски систем за образование, кој ќе содржи интерактивни училници, опремен со компјутери, интерактивна табла и пристап до интернет. За студентите ќе овозможиме вработување на 4-часовно работно време преку мерката part-time, со ослободување на плаќање придоници, а при тоа нема да го изгубат статусот на редовен студент. Се предвидуваат и многу други проекти, драги пријатели, но нема да се задржам на сите. Силно ќе ви препорачам да ја прочитате оваа програма. Ќе се фокусирам уште на неколку проекти значени за општина Кавадарци. Проекти кои што сигурно ќе подобрат многу работи. Ветуваме изградба и реконструкција на регионалниот пат Неготино-Кавадарци во вредност од 1 милион евра за темелна реконструкција на патот Неготино-Кавадарци. Исто така, за патот Росоман-Кавадарци, реконструкција во вредност од 600.000 евра. Значи, два пата, две темелни реконструкции. Вадење на стариот асфалт, ставање на нов, на одредени места, ако има потреба, проширување и правење на добри можности за патување. Ветуваме реконструкција на локалните патишта од Сопот до Рибарци, во должина од 5 км и 200 метри, и од Долна до Горна Бошава, во должина од 900 метри. Ке набавиме нова, најсовремена медицинска опрема за општата болница и здравствениот дом во Кавадарци. Ветуваме набавка на нов апарат за компјутерска томографија, од која потреба имаат повеќе од 500 пациенти од овој регион годишно. Дополнително, за овие две установи ќе набавиме вкупно нови 58 нови апарати медицински во вредност од 860.000 евра. Ветуваме довршување на градбата на спортските сали во основните училишта Тодор Хаджитефов и Страшо Пинчу. Ќе отпочнеме со градба на магистрален гасовод Неготино-Кавадарци Битола во должина од 92 км, преку кој природниот газ ќе стигне и до овие градови. Ќе изградиме и опремиме детска градинка во општина Кавадарци во 2017 година со капацитет за околу 200 деца. Ќе го реконструираме вториот кат во ученичкиот дом Крсте Мисирков, санитариите во основното училиште Тошо Велков Пепето, а ќе изградиме и едно повеќенаменско игралиште, 3 единични баскет игралишта и нов скейт парк. Не ги забораваме ниту руралните подречја, па така предвидовме комплетна реконструкција на старото училиште во населеното место Марена. Ветуваме изградба на пречистителна станица во Кавадарци, со цел да се обезбеди поквалитетна водоводна и комунална мрежа. Предвидуваме изградба на нов мост кај Ваташа, на местото на стариот мост, во вредност од околу 300.000 евра, како до изградба на кеот на реката Луда Мара до Брушански мост во соработка со општина Кавадарци. Планираме изградба на доводен цевковод од системот за наводнување градот Смаилица, со кој ќе се офатат дополнителни 500 хектари земјиште од Кавадарци и Неготино, вреден 1 милион евра. 1 милион евра за овој проект. Ќе изградиме систем за наводнување во Дреново, за дополнителни 300 хектари земјиште и технолошка вода, што ќе чини
технолошка вода за туристичката населба Голеж, вредно 780.000 евра. Почитувани присутни, има и други проекти, ќе ги погледнете во програмата. Нови избори. Секој носи многу важна одлука. Прво, ова е одлука за тебе, за секој од вас. За тоа, кој ќе ти овозможи подобар живот на тебе и на твоето семејство. Кој има подобра програма со конкретни мерки. Програма која е реална и нуди решенија за твоите секојдневни проблеми и за која знаете дека со сигурност ќе се реализира. И второ, овие избори се еден вид на друга одлука. Одлука за Македонија. За Македонија која не подклекнува пред уцени и не подклекнува пред сценарија кои ги изготвиле некои. Македонија која е силна и нема да дозволи да ја држат под постојана тензија, да ја редефинираат и променат на полошо, или пак да си поигруваат со неја и со известноста на нејзината иднина, со нејзиниот суверенитет и со нејзината државност. Македонија која сака да оди напред, верувајќи во собствените капацитети и во собствените вредности. Македонија во која живее горд и достоинствен народ, кој е мудар и многу добро знае да препознае што се случува во сиот изминат период. И народ кој никој не смее да го подценува. Силата на нашиот народ ни даваше и нам сила да истраеме, да издржиме и да бидеме подобри, убедени дека народот знае каква иднина за себе посакува и кој може таква иднина да му обезбеди. Иднина на развиена економија, на подобар стандард, на нови работни места, на фокусирање и решавање на реалните проблеми на луѓето. Затоа што суштината и смислата на делувањето на сите политичари е подобриот живот на луѓето, изнаоѓање работни места, како што ние изнајдовме со Дракса Мајер, кој вработи над 5600 луѓе. Наоѓање на можности за луѓето и решавање на нивните проблеми, подобра економија и се она што може да и помогне на татковината и на граѓаните. Ние знаеме кои се очекувањата од нас. Веруваме во тебе, веруваме во Македонија. Тука сме да ги штитиме вашите интереси, да ги штитиме интересите на државата. Време е Македонија да продолжи да оди напред. Доста беше криза. Доста ја влечеа државата надолу. Време е да се остави конфликтноста и поделеноста зад нас и да продолжиме напред со силно темпо. Заради сето ова, заради нашата верба во вас, заради вашата љубов кон Македонија и вашиот избор за тоа кој може да направи повеќе за вас и вашето семејство. И со кого ќе бидете посигурни дека нема да ви изневери и да ви изваже. Знаеш што е подобро за тебе и за твоето семејство. Знаеш што е подобро за Македонија. Знаете што е подобро за Македонија и на 11 декември сите вие знам дека ќе го кажете тоа. И ќе изберете влада која ќе ја води земјата напред. Во нови успеси, во нови економски успеси, во нов напредок, кон Европа, кон НАТО, кон просперитет. Кризите и поделбите зад нас, светлата иднина пред нас. Да живее Кавадарци, да живее ВМРО ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија, да сте здрави и живи, да славиме во четворката и да славиме во цела Македонија на 11 декември. И ќе славиме затоа што веќе е јасно дека победуваме. Да живее Република Македонија!